Министерот Панче Тошковски оди по стапките на својот идол Никола Груевски и делува како негов партиски клон. Со предлог законските измени кои Тошковски ги предлага, тој готви партиска милиција на ВМРО ДПМНЕ под целосно негова контрола. Ова е рецепт за полициска држава. 6 клучни точки во предлогот на Тошковски кои се скандалозни. Првиот, се симнуваат критериумите за образование и искуство на највисоките оперативни позиции во Министерството за внатрешни работи. Се бришат условите за минимум 6 години искуство и 4 години на раководни позиции. Се окинуваат регионалните центри за гранична контрола. Се овозможува бришење на полициски податоци. Нема траги, нема евиденција, нема докази, само заштита на криминалот под капа на ВМРО ДПМНЕ и Панче Тошковски. Се подига старосната граница на 30 години со што Тошковски ги елиминира младите, образовани луѓе само за да се вработуваат партиски луѓе. Најскандалозно е бришењето на членот 19 од законот. Тошковски си дава овластување да држи во полиција осудени лица и прекршители на внатрешни процедури и правила. Ова е одредба за организиран криминал во униформа. Сада сама остро се спротивставува на овој правен терор врз институциите и врз граѓаните. Бараме итно повлекување на законот, прекин на узурпација на Министерството за внатрешни работи и отварање јавна дебата за департизација на полицијата. Полицијата мора да биде сервис на граѓаните, а не оружје во рацете на партиската мафија.